За сега тоа е еден од најдобрите начини за изнесување на смет, бидејќи граѓаните правилно ги користат. Ако може да забележите, претежно во тој дел од градот каде што има подземни контейнери нема околу смет. Оној смет при дување на ветар што се исфрла од самите контейнери, бидејќи самите полуподземни контейнери имаат капацитет кој го менуваат 5 обични контейнери, а се затворени. Со тие полуподземни контейнери се изнесуваат еднаш дневно и не се создава дополнителен метеж на кој што граѓаните имаат најголеми забелешки кон јавното предпријатие. Меѓутоа, јавното предпријатие и услугата кон граѓаните во централно градско подрачје ја овозможува 24 часа во текот на денот. Значи, нашите екипи работат 24 часа. Доколку повлечеме во одреден временски период кога граѓаните реагираат поради метеж во сообраќајот, настанува до поголеми количини на смет и се создава огромен смет околу самите контейнери, затоа мора да функционираме на тој начин. Се надевам дека јавното предпријатие не е во можност финансиска да набави сама полуподземни контейнери, меѓутоа на долгорочно гледано тоа е едно од подобри солуции и решение за управување со отпад и доколку општината има можност да инвестира во поголем број на полуподземни контейнери, а дополнително јавното предпријатие ќе аплицира во фондовите кои се нудат преку Министерство за животна средина и дополнителни средства кои што ќе може да ги обезбедиме и да дојдеме до нив за вградување и решавање на тој проблем. Доколку поставиме поголем број на полуподземни контейнери во централно градско подрачје, ќе биде надминат проблемот со управување со отпад барем во центарот на градот.